Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Господине Шилегов, го усвоивте буџетот за наредната година. Кои се клучните проекти кои ќе започнат со реализација во 2020-та? Во добар дел ќе зборуваме и за континуитет на веќе започнати проекти кои што ги реализира градот и каде што обезбедуваме средства за нивно континуирано одвивање. Ја започнавме пластичарска, во завршна фаза се булеварот Христијан Тодоровски Карпош, булеварот Босна и Херцеговина, во завршна фаза е првата фаза од булеварот Асном. Тендериране, предвидуваме буџетски средства и за другата година кај мостот на Вардар кај булеварот Асном. Предвидени се и буџетирани се средства за мостот во Карпош 4, бидејќи ги завршивме сите, да речем, постапки околу нивното проектирање, како развојни компоненти во нашиот град, во инфраструктурна смисла, влезене универзална сала, исто така во дел, влезене забавниот парк, така што ќе имаме една сериозна импликација буџетска во развојот на Скопје во рамки на скромните финансиски можности, односно буџетски можности кои што ги има нашиот град. 2018 често говорев дека развиваме нови стратегии за нашиот град. 2019 полека влеговме во имплементација, 2020-2021 ќе бидат сериозно видливи, односно визибилни за тоа што како град го работиме и како градоначалник што го имам осмислено и кое што всушност го разговарав со Скопјани во текот изборната кампања. Во буџетот се предвидени дополнителни 3 милиони евра за плати и надоместоци. Ако нема нови вработувања, за што се наменети парите? Не се тие нови 3 милиони, значи тоа е ставката која што дополнителни од 2018. Зголемување од 2019. Зголемување на платите како циклус, ние мораме да го пратиме бидејќи вработените во градот Скопје се на ранг на државни службеници, тие зголемувања кои што идеа ние едноставно мораме како такви да ги пратиме и тоа се тие средства. Не станува збор за нови вработувања, а дел од тие средства ќе се обидеме и да ги лоцираме за зголемување на платите на пожарникарите. Тоа е се уште нешто што го разработуваме до крај за да може да го потпишеме договорите, а ја морам да ги предвидам во буџет како такви и тоа се тие средства, значи не станува збор за генерирање на нови работни места. Ќе гради ли ГЕС мрежата за снабдување со газ? Јас искрено се надевам да. И во рамките на лавиринтите правни во кои што се наоѓа градот, државата визави концесискиот договор со БЕК, мислам дека полека ќе излеземе од тие некои лавиринти, затоа што ако сакаме да го решиме коренито проблемот со аерозагадувањето во нашиот град, ние мора стратешки и коренито да го решиме проблемот со затоплувањето на домовите. Во таква една консталација на односи, мојата одлука беше дека градот мора да биде предводник и креатор на сопствена енергетска политика и заради тоа го создадовме ГЕС. Концесионерот како таков има интерес на постојниот број на корисници да го извади економскиот максимум, така му биле неговите проекции, нема економски интерес да врши развој на мрежата. Ние можеби немаме економски интерес, но имаме животен интерес да вршиме развој на мрежата, бидејќи дисперзијата на топлотната енергија во што е можно повеќе домови, значително ќе придонесе за намалување на емисијата на штетните гасови во градот. Кога сме кај аерозагадувањето, зошто град Скопје се уште не менаџира со Дрисла? Дрисла не е собственост на градот, затоа што Централниот регистар одбива да го впише градот како собственик, и сега се уште менаџира концесионерот кој што де факто не постои. Мислам де факто постои, де јуре не постои. Јас поднесов као град преку пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија барање за измени и дополнување на Законот за јавни претпријатија. Тоа е на вчера започнатата седница на дневен ред. Очекувам дека нема да биде предмет на политичко пазарење, подкусуруење, туку дека да не кажам дури акламативно треба да го поминеме со цел да градот воспостави фактичка контрола врз Дрисла. Да ги завршиме овие измени на законот и градот ќе воспостави контрола на Дрисла, што за мене исто така еден од повисоките дострели, затоа што навистина мислам дека контраверзиите што се околу Дрисла, кои што владеат кај стравовите што постојат кај јавноста, недореченостите кои што постојат во јавноста,
Јас како градоначелник сум должен да ги расчистам. Единствен начин тоа го направиме да го споставиме целосно контролните капацитет. Пред 2 години ветивте дека ќе го решите проблемот со кучињата скитници, но се уште не е ни готов новиот стационар. Секаде каде што има кучиња скитници се случуваат такви едни ситуации. За нијанса доцниме со реновирањето, односно пуштањето во употреба на стационарот Лајка, на поранешно Бардариште, од ниједна друга причина, затоа што ловиме стандарди, ќе ги видите веројатно во текот на јануари, ја мислам дека ќе биде готов и ќе биде представен на јавноста. Ловиме стандарди што до сега можеби биле невообичаени. Заедно со Англиското кралско друштво за заштита на животните го работевме проектот. До подно грејење сме таму стасани, имплементирано е веќе, влезено е. Ние успеавме и паралелно тоа го тераме да го направиме првиот регистар на домашни миленици. Сега идеме со законски измени каде што стерилизацијата или кастрацијата на домашните миленици ќе биде една од задолжителните обврски за секој имател на домашен миленик, освен нешто ќе бидат регистрирани за огледувачници. И потоа неправилното спроведување на методологијата залови, третира и стерилизира и врати на место. Тоа се прави брановно, значи чистите дел по дел целиот град, а не идете инцидентно да влегувате во таа приказка. И конечно на крајот на денот ќе мора да ги проговориме отворено сите работи кои што ни се случуваат, особено кога е благосостојбата на животните. Упрашањето тоа е како се однесуваат останатите општини кои што живеат, кои што функционираат во околината на Скопје. До нова година најавивте дека град Скопје ќе добие комунална полиција. Зошто се доцни? Ние започнавме во разговорите, преговорите со владата за започнување на вториот процес, вториот циклус од децентрализација, кој што опфаќа не само фактичка, но формална, туку и фискална, со цел да надлежностите што ги имаме ги пратат и соодветен дел од парични средства од централниот буџет. За жал, политичката состојба во државата во меѓувреме се истумба. Градот Скопје го изготви Законот за комунална полиција, него го доставивме на мислење до сите 17 институции, влезени сме во таа постапка, меѓутоа заради предвремените избори, процесот на децентрализација за жал моја, за жал на општеството, за жал на граѓаните застана. Јас верувам дека после изборите ќе се продолжи тој процес на децентрализација, затоа што навистина мислам дека на град Скопје му е потребна таква една институција која што ќе се грижи и за чистотата, казнувањето во врска со чистотата, и за сообраќајот, казнувањето во врска со сообраќајот, сето она што како комунални дејности се јавува. Сметате ли дека евентуалното незадоволство од работата на градоначалниците може да се рефлектира на предвремените избори? Не, мислам дека е мудар народот наш. И знае да ги дели работите, без оглед што некојаш знаеме да се подценуваме самите помеѓу себе, сепак мислам дека секој човек во моментот кога излегува да гласа, точно знае што гласа. И точно знае за што гласа и точно знае за каков тип на политики. И за само 2,5 години станавме членка на НАТО. И знаеме дека не по наша вина беше една можеби несреќна субјективна одлука на еден од европските лидери да не започне процесот на преговори за членство во Европската унија. Не сум ни јас лично задоволен како стоиме со правдата. Меѓутоа, кога е правдата упрашање, треба и граѓаните, и мислам дека тоа го знаат, дека сме во борба со остатоците од она што беше Сваровски судство. Какви беа оценките на сите релевантни меѓународни институции, меѓутоа какви беа оценките на македонската јавност за тоа какво е судството. Па со тоа судство се тепаме и заради тоа не до крај можеби можеме во оваа фаза да ја спроведеме правдата која што е толку насушно потребна во нашето општество. И тоа е следниот таргет. Тоа е следниот таргет, бидејќи навистина мислам дека направивме сериозни измаци во евроатлантските интеграции. Македонијава наша членка на НАТО. Една од 30 најмоćни држави у светот. Сон на многу генерации. И сега имаме многу домашни работи што ги завршиме. Нефункционални ни се до крај институциите. Можеби не сме до крај оперативни, можеби не сме до крај респонсибилни. Знаеме да слушаме. Знаеме да ги исправиме грешките кои ќе ги направиме. Не велам дека не правиме грешки. Безгрешниот избега. Ние сме грешни, луѓе сме, во ред работиме, човечки ја разгрешиш.
Што мислите која е клучната грешка што ја направи СДСМ откако дојде на власт? Се уште не сме излезени од груевизмот. Некои работи ни станаа како вредности без да ги сакаме, без да ги прифаќаме, ама невидливо имаат влезено во нас. И водиме репер по тие груевистички вреднувања, често. Нели, клучното прашање за ова ли се боревме, кој ќе ти го постави член на партија, затоа што нема да му возможиш работно место како што он замислува за себе. Па да, за тоа се боревме. Па да, за тоа се боревме, не да добиеш работно место си член на партија. Ама тие се работи што не знаете како, мислам дека ги забораваме. И на дел на таа атмосфера ја не можам да видам некаква фундаментална грешка во смисол на носење на политички одлуки во политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминативе скоро 3 години. Ситни грешки во има. Ама рековме тоа е човечки, меѓутоа стратешки дека некаква грешка сме направиле водејќи оваа држава, јас се уште не можам да видам. Впрочем, реков, сте донеле политички одлуки, поставно тие политички одлуки оваа држава е во НАТО. Така што не може да речам да зборуваме толку грешки. Спорони од исусудството, проклето спорони од исусудството. И тоа, пазете, не зборуваме за целото судство, туку зборуваме за доменото наму каде што е одлучувањето за криминалот. Претежно зборуваме за еден суд во државата основен и еден суд во државата апелационен. И имавме, нели, знаете, што све не се случи за Врховен да го смениме председателот и какви беа тие односи. Меѓутоа, не верувам дека тоа е реверсабилен процес. Тоа веќе не може да се врати. Тргна таа работа, таа ќе ја довршиме после изборите и конечно ќе успееме лека по лека, чекор по чекор, ја често велам чекор по чекор, да го вратиме владењето. Или можеби ќе звучам и грубо, ама и реално, за прв пат да воспоставиме владење на правото во независна Македонија. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.